Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам убава, пријатна и ретка можност повторно да се сретнам и да разговарам со Олга Панкина. Олга Панкина, иако работи и живее во Русија, често е во Република Македонија и тука остварува бројни средби, контакти, присутна е на семинарот за македонски јазик, беше оваа година во Охрид, но присутна е и мощна е активна и на бројни други чествувања, промоции и слично. Но сакам најпрвин, Панкина, да започнам со вашата средба, што ја имавте деновиве во Друштвото на писателите на Македонија. Убаво е што во храмот на литературата, во Друштвото на писателите на Македонија, остваривте средба со вашите бројни писатели и автори кои го имате преведено, но и со македонската публика, би рекол со македонските читатели. Како помина таа средба? Малку да им кажеме повеќе на гледачите. Повелете. По моје мислење, средбата помина многу добро. И јас се радувам што друштвото, значи, ми покани, ми предложи средбата да се одржи токму таму, значи во родниот дом на сите писатели. Да. При тоа што јас одамна соработувам со Друштвото на писателите. Така што тоа е многу добар вака знак за мене. Секако имаше публика. Се радувам што пак се видов со мои драги пријатели, писатели, а и читатели, што е, нели, можеби уште вака поважно. Да. И средбата беше посветена на вака неколку и важни јубилеи, јас така би кажала. Да. То вака пред се 50 годишнината на македонистиката на Московскиот државен универзитет Ломоносов, а јас сум, нели, од прва генерација македонисти. Започнав да го студирам македонскиот јазик во далечната 75-та година. Од една страна, ама обично ми прашуваат за тоа, баш зошто македонски? Од една страна случајно, но како што напиша Блаже Коневски, ништо не е случајно. Ништо не е случајно, така. Да, и после, по вака некое време, еден македонски новинар напиша за мојот живот проткаен со Македонија. И навистина така и се случи. И, значи, малку зборувавме на средбата баш за тој настан, односно прославата на 50 годишнината на македонистиката на Московскиот државен универзитет, и после зборувавме за моето поетско творештво и сметам дека блескаво го представи писателот, поет Евтим Клетников. Секако многу ми значеше тоа што токму тој зборуваше за моето творештво. Тој веќе доста вака упатен во мојата поезија и ми беше промотор на претходната моја поетска збирка, така што, мислам, длабоко го проучи творештвото мое, бидејќи повеќе сум позната сепак како преведувач. Ми беше вака драго што и од ова некако авторска, писателска, поетска страна бев представена на средбата во друштвото. Навистина е чест, би рекол почест, да говори за било чие творештво, па и за вашето, познатиот поет, критичар и есеист Евтим Клетников, и знам дека со право сте задоволни и дека сте уживале додека говорил, бидејќи Евтим Клетников е солиден автор и
еден од најдобрите познавачи на литературата воопшто, не само во Македонија, туку и пошироко. Но поводот за вечерашнава емисија, покрај вашето доаѓање овде во Македонија и вашето представување во Друштвото на писателите на Македонија, се и вашите најнови книги. Имаме еден прекрасен повод, а тоа е објавувањето на вашата најнова книга на македонски јазик, Македонската книжевност низ призмата на преводот. Оваа книга е издание на Македонија презент од Скопје, навистина едно ретко и значајно остварување, во кое што вие се надоврзувате на вашата претходна книга, а таа е Размислување за литературата, книга објавена од издавачката куќа Феникс. И во оваа книга, Размислување за литературата, но и во најновата книга, Македонската книжевност низ призмата на преводот, која посебно сега ќе ја представиме, вие се осврнувате на бројни автори и дела, познати македонски писатели и познати македонски, односно книжевни остварувања. Во оваа ваша нова книга имате повеќе текстови. Јас подоцна малку попрецизно, да речам, подетално, поодделно ќе се повикам на некои од тие текстови, а сега ќе ве прашам вас, што значат за вас овие две најнови книги? Значи, книгите Размислување за литературата и најновата книга Македонската книжевност низ призмата на преводот. Тие книги секако многу ми значат. Баш пред малку кажав дека повеќе и сум позната овде како преведувачка, Так. но преведувачот не може да биде вака вистински добар преведувач ако не размислува за литературата. Апсолутно. Ако нема што да вака каже, нели, за самиот процес на преведувањето. И Евтим Клетников на средбата во друштвото малку ја засегна и оваа страна, Добре. односно речи за моите есеи за литературата, односно ги покажа двете книги, посветени на книжевниот превод, и секако мислам дека тие се корисни. Главно на тие што се занимаваат со книжевен превод, можеби за тие кои се занимаваат со споредбени книжевни вака прашања, и се радувам што сепак сега тие се мои размислувања се на хартија, што е многу важно за мене. Так, во овие ваши размислувања, во овие ваши согледувања, согледби, како што реков пред малку, опфаќате навистина еден широк спектар од македонската книжевност, значи голем број автори и дела. Но јас сепак ќе ги прочитам текстовите од вашата нова книга, насловите на текстовите. Афирмацијата и развојот на македонскиот роман низ призма на руските преводи. Понатаму, македонската повест, приказната со Илјан Штркот од Марко Цепенков, односно за зачувувањето на националниот колорит при преведувањето на руски јазик. Што и кого да промовирам? Неколку зборови за мојата соработка со академик Милан Ѓурчинов во областа на популаризацијата на македонската литература во Русија. Неколку зборови за македонската поезија за деца во препев на руски. Што знаеме за македонската литература? Руската литература во превод на македонски јазик од 2014 до 2024 година. Драгица Најческа во превод на руски. Популаризацијата на македонскиот јазик и македонската литература во Русија од собственото 50-годишно искуство. Превод на собствени имиња од македонски на руски јазик.
зачувување на националниот колорит при преводот на реалии врз примерот на расказот Прочка од Блаже Конески. Малку за големиот Петре, се знае кој Петре, Петре Андреевски. Пиреј на Петре Андреевски како македонски бестселер на сите времења. И последниот текст во оваа книга, Тъга за југ, на Константин Миладинов, како парадигматична творба, современи толкувања и руски препеви. Моето следно прашање е содржано во еден од овие текстови, а тоа е сопственото 50-годишно искуство. Ајде малку повеќе, Панкина, одговорете ми мене, ама се разбира на гледачите, што значи тоа 50-годишно искуство? 5 децении занимавање со поезија, со преводи, посебно на релација Македонија-Русија. Ну, пред се, тоа е 50-годишно промовирање на македонската литература и македонскиот јазик. Често пати новинарите ми прашуваат, па вие што мислите за македонскиот јазик, постои ли, па разни вака прашања. И јас обично одговарам, за мене тоа воопшто не е прашање. Секако македонскиот јазик постои и не само што постои, туку одлично се развива и македонскиот јазик напредува. На македонски се пишуваат прекрасни творби, поетски творби, романи, раскази, публицистика, се и се што. Так. И мојот придонес е тоа што, значи на сите вака приведени книги, токму значи на првата страница е наведено со релативно големи букви, убедливо, превод од македонски јазик. Так. По моје тоа значи голема работа. Да. Тоа што сега навистина Русија ја чита Македонија благодарение на преводот, тоа значи супер вака настан и одличен факт, бидејќи јас кога се нафатив да преведувам, само двајца романсиери беа воопшто познати во Русија. Кои беа тие? Тоа Славко Јаневски и Живко Чинго. Да. Ама само двајца. При тоа што порано сепак во тоа време македонската литература се застапуваше барем во рамките на југословенската литература, нели? Сепак тогаш се водеше сметка за тоа. После дојде до период кога ништо не се преведуваше, ништо не се објавуваше, значи па еден реално многу лош период. Да, имаше еден вакуум, едно затише. И така беше и овде, така беше и во Русија, нели, по распадот, да речеме, на Југославија, на Советскиот Сојуз, односно имаше хаос, немаше некоја политика во таа сфера. И јас некако решив дека сепак треба како македонист да доделам, нели, поголемо вака внимание на тоа. Да го пополните тој празен простор. И еве сега, да речеме, преведов 29 или 30 веќе не знам колку романи, но во споредба 2 и 30, тој сепак мислам не е вака мала бројка. Јас морам малку да се вметнам, чисто како споредба, како компарација. Вие рековте дека тогаш биле преведени само двајца прозаисти, сега таа бројка е дека е повеќе од 30. Но, ако се земат предвид и поетите,
Таа бројка не е 30. Таа е Да. повеќе од 300. Да. Слободно можам Да. да кажам дека Да. навистина Да. голем број автори. Но кога говориме веќе за бројки, за годишнини, за датуми, морам да спомнам една битна работа. Вие сте основач на Македонскиот културен центар во 2010 година и токму годинава се навршуваат 15 години од постоењето и работењето на Македонскиот културен центар во Москва. За нас во Македонија тоа е мошно значајно. Популарно речено, тоа е голема работа. Токму во Москва, во срцето на Русија, да имаме Македонски културен центар. Благодаречи ви вам лично, бидејќи тоа е ваша иницијатива, вие со вашите две раце и со вашиот ум, вашата енергија, тоа го направивте. И еве, јас малку ќе ја прелистам оваа монографија, додека јас ја листам, вие слободно може да кажете како се роди оваа рожба. Од каде ви дојде оваа идеја да формирате Македонски културен центар во Москва? Знаете дека јас подолго време бев вработена во македонската Амбасадата. амбасада, Так. нели ми повика големиот Гани Тодоровски. Тој беше Многу амбасадор се тогаш, така. занимававме со превод, препев и со литература покрај се разбера главната, нели, Да. дипломатска вака мисија. Так. И уште тогаш многу се зборуваше за необходност да се отварат меѓувладени културно-информативни центри. Точно. И за жал се зборуваше и тоа траеше, што знам, буквално Да. десетина години. Да. И јас вака, гледајќи дека некако работата не оди Стои во напред, место. да, јас решив да основам вака своја невладина организација, да, своје друштво, Македонски културен центар, и еве досега тоа е единствено вака жареште, културно жареште во Москва. И без оглед на тоа што Македонскиот центар нема финансирање од никого, ниту од руската страна, ниту од македонската, немаме, значи, вака финансиска поддршка, да. Ние обстојуваме, би кажала, многу успешно, организираме многу настани и тоа не само на книжевното поле, иако сепак јас сум филолог, секако пред се промовираме и сликари, и музичари, да, во право сте. Да речеме, организираме многу важен настан под наслов Арт Балкан. Тоа е еден фестивал на кој покануваме гости од сите словенски земји и тогаш организираме ликовни изложби, читаме поезија југословенска. Сакам да кажам дека задача е пред се секако презентација, популаризација на македонската култура во Русија, но сепак не само. Да речеме, еднаш направиме една прекрасна изложба на бугарскиот сликар Светлозар Недев, да речеме. И така натам, мислам по широко. Да, не само литература. Да, ве разбрав. Спомнавте Арт Балкан и ми дадовте веднаш шлагворд за моето следно прашање. Вие сте позната македонистка и преведувачка и поетеса, како што реков пред малку, популаризатор на македонската култура во Русија. Но вие сте и сликарка. Да. Ништо не е случајно. Поврзани сте и со ликовната уметност и учесник сте и на ликовни колонии овде, кај нас во Република Македонија. Од каде и кога се појави вашата љубов кон сликарството? Бидејќи навистина создавате прекрасни дела и јас самиот имав еден мал придонес на тој план.
кога ве поканив на мултимедијалната колонија во Битола, во вилата Даймонд. Да. Ја организиравме и како сега, како вчера да беше, сеќавам кога бевте таму и кога создадовте неколку ликовни дела. Ајде малку за сликарството, бидејќи малкумина знаат дека вие сте и сликарка. Сликарството многу вака ме интересираше од секогаш. И дури во Москва имам завршено еден курс при Институтот за култура. Так. Тоа беше многу вака одамна, но бидејќи сепак јас немав вака и доволно време и доволно сили уште за сликање, да речеме кога бев вработена во амбасадата, сепак имав многу одговорна вака работа, а и имав тогаш помали вака деца, нели? И тоа бара време и напори. Тогаш помалку сликав. Овде вие го спомнавте и тоа, ние нели со помалата, со ќерка, со машми, нели, речиси 10 години, јас би кажала, постојано седевме во Скопје, и тогаш јас нагости одев, нели, во Москва и во други градови. Сега некако обратно. Сега овде доаѓате нагости. Таму, да, но често доаѓам во Скопје. И овде бев секако послободна, имав вака услови и можев да се посветам и на сликарството. Навистина насликав вака многу слики. На кои колонии бевте, Панкина? Во Вевчани, мислам дека бевте. Во Вевчани бев, во Леснова бев. Значи Вевчани, Лесново, Струмичката. Струмичка, ликовна колонија. Ну, на 4-5 сигурно вака бев. Но сакам вака, уште вака да додадам. Сепак не престанувам, наоѓам време и да сликам и во Москва, и само да не вака заборавам. Еве на последната преведена книга и Пиреј, ваша слика. Тоа е вака моја слика. Еве ќе ми ја покажи ми на гледачите вашиот цртеж, вашата слика на книгата Пиреј од Петре Мандреевски. За неа можеби ќе поразговараме уште. Ќе кажеме подоцна за преводот. Овде сега говориме само за ликовната ваша уметност. Еве и уште една ваша слика. Христо, ако дозволите, уште ќе спомнам еден циклус. Добро. Значи, импресионирана од поезијата на Блаже, посебно од песната Везилка. Направив неколку везени слики, јас така ги викам. Тоа значи акрилна платно и одозгоро везено со волна. Да, и самата везилка. Како еден вид таписерија. Да, така. Сега, убаво што кажавме дека се занимавате покрај со пишување поезија и преведување и со сликарство, бидејќи поврзани се литературата и сликарството. Но сепак, вие сте овде кај нас најпознати како преведувач, односно преведувачка. И како пофалба, сакам да го издвојам, да го истакнам податокот, дека во 2023 година ја добивате наградата заедно со Венко Андоновски, наградата Толстој? Да. За најдобар превод. Јасна пољана. Јасна така пољана. се вика наградата. За книгата Папокот на светлината. Да. Тоа е романот од Венко Андоновски, кој што вие го преведовте, и оваа награда всушност ви припадна и вам, како на преведувач, но и на авторот Венко Андоновски. Значи, наградата Јасна пољана. Да. Така. Тоа е големо признание. Кажете нешто слободно. Да, би кажала дека ние вака со Венко подолго време, колку 6-7 години, одевме кон ја чекавте оваа награда. Да.
бидејќи Така. уште со папокот на светот станавме кандидати, нели, за наградата. Да. И после нешто жири комисијата, која, значи, на чие чело е праправнукот на Толстој, Владимир, тој предложи нешто да се разгледа прашањето тој роман да биде награден. Но веќе на Венко Андоновски му беше објавен овде романот Папокот на светлината, и јас некако веќе тогаш почнав да го преведувам. Значи ми беше во работа и решив зошто сепак да конкурираме повторно со тој Папокот на светот, иако е прекрасен роман секако. А подобро е сепак со новиот, нели? И така, значи јас навреме вака стигнав да го завршам преводот. Сакам можеби уште да додадам дека тоа е 7-ма книга во едицијата што ја инициирав, се вика Македонскиот роман на 21 век. Романот е жанар што сега е најпопуларен во светот, сега повеќе се читаат романи. Се вели дека најмногу се читаат романи. Романи, да, и така. Значи ова веќе 7-ма, и покрај промоцијата на писателите, идеја ми беше малку да популаризираме и ликовните уметници. Ова од Драги Хаджи Николов сликата, значи современ роман и современ уметник, нели, се промовира, да. И што е посебно важно, значи Венко е единствен словенски автор кој ја има добиено Толстоевата награда. Ниту автор од Полска, од Чешка, што знамо, од Бугарија и така натаму. Значи, токму еден македонски автор стана добитник на ова најпрестижна, навистина најголема книжевна награда за еден странски автор во Русија. Тоа го голема чест секако за целата македонска литература, по моје мислење. Убаво кажавте, ве огреа светлината, со Папокот на светлината, ја добивте таа значајна награда, но вие лично, Олга Панкина, сега конкурирате за истата награда со уште еден ваш превод, тоа е на романот Пиреј од Петре М. Андреевски. Некако времето е брзо, од 23-та ја добивте ова награда, а сега во 25-та конкурирате и дај Боже да добиете повторно, ама сепак, како велат, некогаш е битно и да се учествува. Вака, значи, годинава пристигна многу дела, приведени, нели, романи од прекрасни писатели, нели, од цел свет. Од цел свет. И кога жири комисијата го објави краткиот список, значи, за номинанти за наградата, значи, ја навистина бев просто пресрекна дека еве нашиот роман Пиреј пак е на листата, значи, кандидат за наградата. А се на се, еве 8 романи. Само 8? Значи, влеговте во 8-те романи, браво. Да, од огромен број претенденти. Да, а меѓу нив, еве, да речеме, има и Габриел Гарсија Маркес, да речеме, да. Има, еве, тројца писатели од Англија. Многу значајни автори. Еден од САД. Еве, од Чиле и од Албанија, Исмаил Кадари. Така што да, јас навистина сметам дека тоа што ние сме на списокот, и тоа е значајно. Веќе да
И тоа е признание, Јас тоа е вака, внимание. затоа во средината на октомври се враќам во Москва, Добре. бидејќи веќе сум поканета во Болшој театар, Добре. таму ќе биде наградувањето, нели, Аха. да, таа свечена Церемонија, така. и тогаш ќе знаеме вака точно кој е добитникот, но Да. сите 8, значи, романи, кандидати ќе бидат представени, што пак не е мала работа. Не, апсолутно. А моите пријатели се шегуваат, зар вака не мислиш дека постои во светот само македонската литература? Така. Бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата, јас сакам да кажам дека имаме уште една книга, што треба и сакам да ја представиме. Тоа е вашата книга, Меѓусебна потрага, станува збор за поезија, за ваша поезија. За оваа книга, Меѓусебна потрага, вие ја добивте и наградата Ацо Караманов во Радовиш и изразивте желба на гледачите да им ја прочитате токму насловната песна, Меѓусебна потрага. А потоа ќе ве прашам уште нешто. Повелете, прочитајте оваа песна. Песната и книгата, И книгата, секако да. има повеќе значен наслов, Да. но ќе ви ја прочитам самата песна Так. и таа е шеговита. Ќе слушнете вака за што се работи. Меѓусебна потрага. Со голема мајсторија во научната обсерваторија, астрономите скопски Господ го бараат телескопски. Многу се изненадени, траги ичне се најдени. Научниците тврдат, абе го бараме за џабе, гаранција 100%, тој сигурно не постои. Тие не знаат дека нивниот ропот од друга страна на телескопот Севишниот го слуша, се лути, жиме душа и многу сака, нели, да виде кој така вели. Гледа во нив право, низ оптичката справа, ама работата е јалова, долбијата само смалова. Затоа нема фајде, тој никого не најде и смирен вели, 100%, никој таму не постои. Сакам на крајот од емисијата да подсетам дека вие сте член на Московската градска организација на Друштвото на писателите на Русија, член сте на Сојузот на преведувачите на Русија, член сте на Друштвото на писателите на Македонија и на Сојузот на литературните преведувачи на Македонија. Но исто така, вие сте член и на Друштвото на ликовните уметници на Русија. Да. Значи, член сте на писателски, преведувачки и ликовни асоцијации. Па моето последно прашање за вечерва е всушност што во овој миг сега работите на овие три плана. Значи, како писател, односно како поетеса, како преведувач, преведувачка и како сликар, односно сликарка. Бидејќи тоа се три посебни области, би рекол три фронта, три сериозни полиња и можете да не издвоите нешто што сметате дека е значајно и на одрен начин и да го најавите. Па ајде прво да почнеме со творештвото ваше, со поезијата. Се подготвува ли нова книга? Пишувате ли нови песни? Да, се подготвува и јас дури со тој мој необјавен, туку што завршен ракопис, учествував во конкурсот Анте во перо. Добре. И пак бев израдувана, значи влегов во бројката првите 15 кандидати Одлично. за наградата. Так.
понатаму за жал или Добра. што е нормално вака немаше Добро, ма сте движење, биле, но за мене во тој тоа секако потесен избор. многу ми Така. значи. Така. Сепак македонскиот не ми е мајчин јазик, Так, меѓутоа так, јас так. пишувам на македонски Так. и конкурирав со најновата значи книга која се вика Тапан на пат. Одлично. Да, Да, Тапан на пат. на пат. И мислам доста вака успешно и се надевам дека најскоро некако ќе излезе И од печат. и од печат, да. Второто прашање, подпрашање, во ова последно прашање, е поврзано со вашите нови преводи. Сигурно работите паралелно на повеќе преводи, па издвоите ни Да. некои што смета дека се позначајни. Дали се тие поетски, прозни или нешто сосема друго. Да. Од одамна сакам да објавам книга поетска, нешто поети од помлада генерација. Така? И веќе имам доста сработено вака на тоа поле. Меѓутоа, малку сега проблем со финансирањето. Да, да. И вака, како што, не знам, брзо оди времето, писателите, поетите стануваат од тие помлади. Од млади стануваат возрастни, да, веќе возрастни. Да, но како е да, сепак млади, се Так, уште так. се млади. Така што јас ја дополнувам таа книга, што сепак убедена сум дека порано или покасно ќе биде објавена и уште преведувам, односно веќе го дотерувам вака текстот на една помлада пак писателка Хана Корнети. Хана Корнети, Еден роман за деца. Одлично. Да. Она, иако е помлада, веќе е значајна, сериозна авторка во македонската литература и убаво е што преведувате и млади автори. Тие се иднината, тие се навистина значајни автори. Одлично. И третото прашање, поврзано со сликарството. Се множат ли сликите во вашиот дом? Да речем, во вашето семејно ателје? Да. Се множат. Сега планирам вака еден циклус кој ќе биде насловен Город да Рог. Город до Рог, то нели се чита и од вака и онака, то исто, нели, Город до Рог. Може да биде како градот на патиштата, може город и дорог, значи градот кој ми е скап, драг. Да, скап, како мил, како мил, драг. Секако мил, драг, да. И тоа ќе бидат циклус вака слики баш на таа тема. Патиштата и градовите, тоа некако ме интересира сега. И сега, иако реков дека нема друго да ве прашувам, сепак морам нешто да ве прашам, бидејќи наскоро, на 6 октомври, повторно се враќате во Русија, во Москва. При овие ваши доаѓања во Македонија, за гледачите кажам дека тука престојувавте повеќе од 10 години со вашето семејство и убаво рековте пред малку, тогаш тука живеевте, а нагости одевте во Русија. Сега обратно, сега сте повеќе, односно цело време во Русија, па нагости доаѓате тука. Но моето прашање, како ја гледате Македонија во оној период, кога бевте тука, тие 10 години, и сега? Има ли некои значајни промени? Кажете ни што нешто ново, убаво забележавте? Па и грдо, ако е исто, кажете ни што се случува, затоа што погледот од страна е најточен поглед и вие подобро можете да не видите нас, отколку ние самите што се гледаме тука во нашето катадневие, во нашето секојдневие. Како ви изгледа Македонија од таму, од Русија и од Москва, а како кога ќе дојдете овде? Од една страна, да, некако сепак ја гледам од настрана,
а од другата некако толку ја сакам, толку ми е вака блиска, мила, да, како родна. Ја некако како своја. Да, своја. Родена. Што не можам сепак да бидам многу објективна. Тоа би кажала. Значи проштевате за грешките и слабостите? Иако еве да речеме сега гледаме, нели, има некои навистина болни вака проблеми, има доста пожари. И што секако е видливо. Тоа навистина вака, мислам, и имаме проблем со нечистотијата, со отпадот, со ѓубрето. И воопшто, мислам, улиците не се баш многу чисти. А тоа, мислам, не бара вака некоја пара за само свесни. И ние граѓаните сме виновни. Да, граѓаните... Не може ние да чекаме постојано некој друг нашето ѓубре да ни го собира и фрла. Да го сака градот. Така што тоа е тоа. Меѓутоа, пак гледам, се одржуваат прекрасни културни настани. Значи, културниот живот е на ниво, тече, мислам, вака без граници, има разноразни фестивали, гостувања и тоа секако ми се допадна. Се допаѓа секогаш. За да не заборавам, сакав и тоа да ве прашам, бевте на семинарот за македонски јазик во Охрид, летово, ама се видовме и на Струшките вечери на поезијата. Да. Ги следите културните настани. Како беше во Охрид и Струга летово? Не само туристички говорам, како семинар и како поетска манифестација. Што се однесува до семинарот, значи има многу вака и нови добри работи што се случува таму. Тоа е поврзано и со самата настава. Бидејќи јас, нели, сум во група за напреднати, ние имавме интерактивна настава, значи одеме, да речеме, во град, во центар, во Охрид, таму шетаме и на лице место слушаме за македонските цркви, споменици, да, значи се што е највредно културно-историски знаменитости. Да, во Охрид. Имаме за сите семинаристи некои нови предавања, повеќе од историјата, да речеме, не само историјата на литературата, току воопшто на целата земја, така што има доста вака новитети и тоа супер. Да, бев и на Струшките вечери на поезијата, меѓутоа малку ми беше жал што Русија не е застапена во Струга, бидејќи некако и јас и некои мои пријатели поети, ние се пријавивме вака за учество, но нешто ни беше кажано дека веќе дека е доцна. Да, доцна, да, но се надевам дека до година. Да, точно, не вака губиме надеж. Ние во Македонија за многу работи кажуваме в година, до година, друга година. Но се надевам дека ќе биде. За жал, јас многу кратко бев во Струга, само на отворањето, затоа јас не можем вака да го оценам целиот некако фестивал, но тие контакти се премногу важни, битни и му посакувам просперитет во иднина. Драга и почитувана Олга Панкина, нашата вечерашна емисија заврши. Јас сакам на крајот со рака да ви честитам, еве вака со машки стисок, за се она што го направивте досега, го правите сега, се уште, и верувам дека ќе го правите во иднина за македонскиот јазик, македонската литература и македонската култура. Ви благодарам. Благодарам.